Членовите на Едукативниот центар за роботика Робо Москитос осмислија безбедна пешачка зона за централното градско подрачје на Кочани. 7 темина основци и средношколци од Кочани под менторство на нивните наставници имаат иновативно решение. Висечка пешачка зона што ќе ги поврзува двете страни на Кочанска река и потогот од училиштата Свети Кирил и Методи Никола Карев до летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри и паркингот кај Трговскиот центар. На презентацијата која што има во општина Кочани, учениците образложија дека станува збор за пешачка зона над тротоарите од двете страни на реката во должина од околу 700 метри, со проширување и платформа, односно простор за социјализација кај Центарот за култура. Идејата на нашиот проект потекна од личното искуство со сообраќајните метежи, додека ги оставаат родителите децата во училиштата за време на враќање од работа на родителите. Проектот во целост на идејата дојде од личното искуство, нели? Бидејќи централно градско подрачје за да не се наштети на веќе изградените работи и го речното корито, да не се навлезе, се реши дека бидејќи не може на земјата да подигнеме висечки мостови стаклени во воздухот, каде што ќе може да има проток на сообраќајот доле за автомобили и други превозни средства, а на висините да бидат пешаците кои што ќе бидат поврзани со двете неголеми училишта и Центарот за култура Бели Мугри и Градскиот трговски центар. За реализација на оваа пешачка зона нема да има потреба од никакво уривање, а таа нема да ги покрие и коритото на Кочанска река, односно патеките ќе бидат веднаш над тротоарите. Градбата е замислена да биде од челик и стакло. Постојните тротоари пак би биле наменети за велосипедисти. Значи, децата многу вредно работеа, како прво пред се на истражување на проблемот, во кој се соочуваме ние во нашиот град, а потоа и на самото решение на проблемот. Значи, истражуваа на интернет, се консултиравме со градежни инженери, со архитекти, со урбанисти, да видиме дали тоа што го замислиле стварно може да се реализира. И се надевам дека и натаму нашето решение не е конечно, може да се усовршува и дека во иднина може и стварно да се реализира во нашиот град. Со овој проект, Едукативниот центар Робо Москитос STEM Robotics од Кочани ќе учествува на престојниот државен надпревар по роботика што ќе се одржи на 22 април во Штип. Службите од секторот за урбанизам во општина Кочани ја поздравија оваа футуристичка инсталација како решение на проблемот со сообраќајот во централното градско подрачје, со надеж дека ќе може да се вклопи во урбанистичките планови на Кочани.